Добро вечер. Со убава вест го започнувам ова најново издание на регионалните вести. Девојчето Хазбие Красничи, кое живееше во субстандардни услови во малото покрај реката Пена на излезот од Тетово, привремено е згрижено во топол дом од анонимна граѓанка. Девојчето досега живееше без доволно храна, облека и грејење. Девојчето Хазбија Красники, кое живееше во субстандардни услови покрај реката Пена, без грејење, храна, лекови, мајчинска грижа. Во согласно со незиниот татко, привремено е згрижена во топол дом кај жителка на Тетово, која сака да остане анонимна. Хуманиската ја пружа сета неопходна нега. Утринава е однесена на лекар. Незината здравствена состојба е добра. Мајката ја напуштила Хазбија пред неколку недели. За неја се грижеше незиниот 65 годишен дедо кој едва ја оди поради неговата болест. Тој беше принуден девојчето да го врзува за колепка и да го завиткува во кебиње да не се разболе во ладната соба. Незиниот татко пак преку цел ден работеше на депонијата во Тетово за да донесе млеко и парче леб за девојчето. И попладнево го затекнавме како собира пластични шишиња на депонијата. Тој апелираше институциите да ја пронајдат неговата сопруга и да ја вратат ке незината ќерка, затоа што самиот нема можност да се грижи за девојчето. Сакам да ми се врати жената, да се видим со неја. Зашто ја не можам да го дам у дом, не можам да го дам без неја, па да не даде подпис. Мора да се видиме од двајца, па да се правиме муабет, ако се смириме, се смириме. Ако не, нека се го најде своето чаре таја или ќе го даде од дом или не. Ја не можам да го чувам. Од СВР Тетово вело дека полициските екипи трагаат по родители кои не се грижат и ги оставаат своите малолетни деца, што представува кривично дело. Но налог за потрага треба да добијат од Центарот за социјални работи Тетово. Директорот на Центарот Насер Садики накратко во телефонски разговор не истакна дека се запознаени со случајот и ги преземаат сите неопходни мерки. Од невладините организации велат дека надлежните не треба да дозволат децата да бидат напуштани од своите родители, оставени сами на себе како во случајот со Хазбија. За да се спречи ова, потребно институциите да бидат се почесто со ранливите категории граѓани, на кои им се потребни совети, се разбира материјална помош. Покрај фактот што сега беа новогодишни празници, кај што голем дел од институциите беа на одмор и имаше голем дел на неработни денови, сепак секоја институција во рамките на своите надлежности треба да постапува и да врши постојани контроли на терен, особено во оние места каде што знаеме дека постојат можности за да се појават вакви девијации, појави однесување. По сторијата на Ки за лошите услови во кои живееше 19-месечната Хазбија, голем број на граѓани дадо и понудија помош во храна, облекло, огревно дрво и средства за хигиена. Хазбија се згрижи во топол дом, но незината понатамошна судбина ќе зависи од ажурноста на институциите, но и од одлуката на незината мајка. Стручните социјални служби во Гостивар минатата година работеле со 40 на случаи на семејно насилство. Жртви најчесто биле жените, а насилството се појавувало независно од материјалниот и социјалниот статус на семејството. Семејното насилство останува сериозен и сложен проблем со кој се соочуваат дел од семејните заедници во Гостиварскиот регион. Стручните служби во Центарот за социјална работа во Гостивар годишно работат по 40 до 60 случаи на ваков вид на насилство. Нивното искуство покажува дека најчесто жртви се жените и дека семејното насилство не е врзано со социјалниот и материјалниот статус. Малтретирањето е присутно во сиромашни и во богати домови, а насилници биле необразовани, но и лица со дипломи и на функции. Во рамки на годишната бројка на случаеви на семејства со семејно насилство варира, некаде се движи помеѓу 40 и 60 случаеви од година во година, земено повеќе години уназад, последни неколку години, а минатата година или ова сега што помина 2016 имаме 39 случаеви, од кои само неколку, но 3-4 беа пред сам ден нова година, неколку дена. Семејното насилство не бира, исто како и зависностите, дрогата, алкохолот, не бира семејство. Тоа секаде, и кај материјално ситуирани, и кај сиромашни секаде се јавува, баш секаде. Македонија има модерни законски одредби кои ја третираат проблематиката на семејно насилство, сметаат стручните лица. Но во пракса се покажало дека постоечките центри за згрижување на жртвите немаат доволно капацитет и не ги задоволуваат потребите. Потребно е
Потребно е да се изградат помодерен тип на згрижувалишта за случаи на семейно насилство, каде ќе биде згрижена мајката заедно со своите деца, а не ние имаме случаи кога, ако се спомнат мали деца, е проблем, жената не може да се смести, жртвата на семейно насилство. Значи, Македонија може би ако се работи за еден поголем центар за ваков модел на згрижување, еден модерен центар, со најмало веројатно 3-40 лица жртви на семејно насилство, сметано и со деца, би требало да има и можеби за еден добар период таков еден капацитет секако. Мислиме модерно опремен, со медицинска екипа, со психолошка служба, социјална служба. Се мисли на експерти кои ќе работат со жртвите, во смисла на нивна успешна ресоциализација и вклопување во општествениот живот. Сметаме дека со една таа бројка донекаде и времено ќе биде задоволени потребите на ниво на Република. На почетокот на оваа година, за само неколку дена на подрачјето на Гостивар беа регистрирани 3 случаи на семејно насилство. Покрај шпекулативни и непроверени информации кои се објавуваат на интернет портали, граѓаните се соочуваат и со објавување лични податоци на таквите медиуми. За оваа незаконска појава постапка може да покрене Дирекцијата за заштита на личните податоци. Објавувањето на личните податоци на интернет претежно од онлайн порталите е една од најчестите злоупотреби кои ги бележи Дирекцијата за заштита на лични податоци во последниот период. Граѓаните најчесто се жалат на злоупотреба на фотографии, податоци за лицето, дури и матичен број. Поради оваа причина до Дирекцијата пристигнале повеќе иницијативи за вршење инспекцијски надзор врз онлайн портали за информирање. Дирекцијата за заштита на личните податоци во изминатата недела доби повеќе од 3 иницијативи за вршење инспекцијски надзор врз медиуми, односно врз онлайн портали, како од македонските онлайн портали, така и од албанските онлайн медиуми, особено во делот на објавата на личните податоци. Граѓаните се загрижени за објавата на нивните лични податоци, кои што се во повеќе наврати преобемни, односно се дадени и објавени преобемни лични податоци за оглед на целта која што треба да се исполни заради објавата на информацијата. Во овој случај, ние решивме да упатиме едно соопштение до сите медиуми, односно укажување до сите медиуми, до сите печатени и онлайн портали медиуми кои што ги имаат, да внимаваат кои лични податоци ги објавуваат на граѓаните, бидејќи согласно Законот за заштита на личните податоци, забранета е обработката на посебната категорија на личните податоци. Во рамки на посебната категорија влегува и матичниот број, што значи матичниот број се обработува само доколку се има согласност од субјектот на, односно физичкото лице чии што лични податоци се објавуваат и законски основ за обработка на тој личен податок. Еве посебно укажување до сите медиуми да внимателно кога имаат информација од карактер која што може да се однесува на физичко лице, односно информација која што го идентификува одредено физичко лице, да внимаваат дали согласно целта која што треба да се исполни за давање информации до граѓаните и се разбира да го употребат и тестот на јавниот интерес, е потребно да се објават сите лични податоци од типот на име, презиме, адреса, матичен број, и тоа се неколку категории на лични податоци кои што беа во рамки на иницијативата за вршење инспекцијски надзор поднесени од неколку граѓани во изминатата недела. Дирекцијата за заштита на личните податоци дава укажувања, препораки, презема мерки и активности, кога за одредени неправилности во обработката на личните податоци е информирана, односно има сознанија за представки на граѓани, поднесени иницијативи за вршење надзор, медиуми или на друг начин во текот на својата работа, а се со цел да се воспостават добри практики во работењето на контролорите, кои се во согласност со прописите за заштита на личните податоци.
Заштитата на личните податоци е регулирана со Законот за заштита на личните податоци, а нивната злоупотреба, освен според овој закон, се казнува и според Кривичниот законник. Македонија под удар на серија влажни воздушни бранови. Не очекуваат врнежи од дожд и снег, кои најинтензивни ќе бидат кон средината на седмицата. Од денес Македонија е под влијание на серија на влажни воздушни бранови од Медитеранот, кои ќе продолжат и во наредните денови. Влажниот бран според синоптичарите носи претежно облачно и релативно студено време со повремени врнежи од снег, а во крајните југоисточни делови врнежи од дожд и снег. Врнежите ќе бидат со променлив интензитет, а пообилни се очекува да бидат во јужните и југоисточните делови од земјата. Најмногу врнежи се очекуваат во среда и во четврток, кога ќе има и значителен пораст на снежната покривка за 20 до 30 сантиметри нов снег. Според последните мерења на метеоролошките служби, во Тетово снежната покривка изнесува 16 сантиметри. Минималната температура се спушти до -4 степени, а максималната ќе достигне 1 степен. Денеска времето во Тетово ќе биде претежно облачно и студено со повремени врнежи од снег, особено повеќе во подневните часове, а до крајот на денот ќе има врнежи и во југоисточниот дел од земјава, меѓутоа во Тетово ќе дува слаб до умерен ветер претежно од источен правец. Највисоката температура денеска во Тетово се очекува да се искачи до околу 1 степен. Во наредните денови нашето подрачје ќе биде под влијание на серија на влажни воздушни бранови од Медитеранот, што ќе предизвика претежно облачно и релативно студено време со повремени врнежи од снег, а во крајните и југоисточни делови на земјава ќе има врнежи од дожд и снег. Врнежите ќе бидат со променлив интензитет, а пообилни се очекува да бидат во јужните и југоисточните делови на земјава. Најмногу врнежи се очекува да има в среда и в четврток, кога ќе има и значителен пораст на снежната покривка за 20 до 30 сантиметри нов снег. А од петок се очекува стабилно време, инаку висината на снежната покривка во Тетово изнесува 16 сантиметри. Инаку температурата, реков, во Тетово денеска ќе достигне до околу 1 степен, а минималната утре изутрина ќе се спушти до -4, дневната, значи преку денот ќе достигне исто така до 1 степен. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека од петок не очекува стабилно и суво време. Забраната за сообраќај за тешки товарни возила на патниот правец Гостивар Кичево преку планинскиот превој Стража се укинува од 13 часот и 45 минути, а на патниот правец Крак Маврово Дебар од 13 часот и 30 минути, соопшти Македонија Пат. Предходно во 13 часот и 15 минути е укината забраната за камиони и на патниот правец Кичево Охрид преку планинскиот превој Пресека. Од 10 часот и 50 минути е укината и забраната за сообраќај за тешки товарни возила на планинскиот превој Плетвар. Сообраќајот на останатите државни патишта се одвива во зимски услови, по претежно влажни коловози, наместа со остатоци од снег на коловозот. Патниот правец Македонски Брод село Здуње, на кој гравитираат 11 села, не е прооден за секаков вид на сообраќај. Од МВР информираат за физички напад на 41 годишен тетовец од страна на неколку непознати лица. Полицијата регистрирала физички напад врз 41 годишен тетовец. Според информациите на МВР, вчера во 21 часот и 15 минути на улица Кирористовски Дрнца од страна на неколку непознати лица физички бил нападнат тетовецот. Сторителите го удриле со тупаници и клоци, а бил употребен и тврд предмет, при што му биле нанесени видливи повреди во пределот на главата. На 41 годишникот му била укажана лекарска помош во клиничката болница Тетово. Увид извршила екипа од СВР Тетово, се превземаат мерки за пронаоѓање на сторителите и за целосно расчистување на случајот. Најмалку 37 лица, меѓу кои 6 деца, загинаа во Киргистан, откако турски товарен авион се урнал врз населено место. Авионот Боинг 747 се движел на релација Хонг-Конг-Истанбул, а се обидел да слета во услови на густа магла на околу 25 километри од киргистанската престолнина Бишкек.
Во несреќата која се случила веројатно поради пилотска грешка, се разурнати 15 куќи. Спасувачките екипи ги извлекле телата на пилотите и на 15 цивили. Поголемиот број од загинатите биле жители на селото, во кое паднал авионот стар 14 години. Според првичните информации, еден од членовите на екипажот ја преживеал несреќата. Турскиот парламент го одобри пакетот уставни реформи со кои земјата би преминала во председателски систем на владење. Сите 18 измени на уставот ја добија потребната поддршка од над 330 гласа. За да се потврди првичниот резултат, недела веќе има уште еден круг гласање. Доколку уставните реформи добијат поддршка од најмалку 330 гласа, во 550 члениот парламент ќе биде организиран референдум. Најмалку 10 лица загинаа при судири во затворот Алкасус во северната бразилска сојузна држава Рио Гранде до Норте. Најмалку тројца од загинатите биле обезглавени. Судирите започнале како пресметка меѓу припадниците на две ривалски криминални групи кои презеле контрола врз делови од затворот. Полицијата го блокира реонот околу затворот и се очекува дополнително засилување пред да започне акцијата за преземање целосна контрола над објектот. Во затворот Алкасус казна отслужуваат 1083 затвореници, иако неговиот капацитет е за само 620 лица. Германскиот министер за надворешни работи Франк Валтер Штајнмајер истакна дека НАТО пактот е загрижен за изјавите на избраниот американски претседател Доналд Трамп, кој алијансата ја нарече застарена организација. Штајнмајер, кој денеска се сретна со генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, порача и дека изјавата на Трамп е контрадикторна со она што го кажал американскиот министер за одбрана на сослушувањето во Вашингтон пред неколку дена. Фејсбук објави дека по Соединетите држави почнува кампања за сузбивање на лажните вести во Германија. Интернет джинот информира дека во борбата ја има помошта на организацијата Коректив, која ќе ги анализира содржините објавени на корисничките профили во Германија и по потреба ќе ги означува како сомнителни. Како и во САД, Фејсбук во Германија ќе се обиде да ја ограничи можноста корисниците да заработуваат на пренесување лажни вести. Компанијата се најде на удар на критики дека не презела доволно решителни мерки за да ги сузбие лажните вести во минатогодишната кампања за американските претседателски избори. Во Полска насред надпревар во хокеј во сала се сруши покривот. Спортската сала била отворена пред само неколку недели и изгледа некој не си ја завршил работата како што треба. За среќа нема никој повреден. По неколку дневна пауза денес ни се вратија врнежите. Имавме облачно време со врнежи од снег, додека во јужните и југоисточните предели врнежите беа претежно од дожд. Утринските температури се движеа од -8 до 2, додека пак максималните дневни температури бележеа благо опаѓање и се движеа од -3 до 6 степени Целзиусови. И утре ќе имаме облачно време со врнежи од дожд и снег во јужните и југоисточните предели само од дожд, додека пак над 400 метри надморска висина врнежите ќе бидат од снег. Утринските температури ќе се движат од -5 до 2, а дневните температури од -2 до 7 степени Целзиусови. И тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС ви подготви за ова издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.